Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер, 13 февруари 2026. Утре се одбележува празникот на лозарите Свети Трифун. По тој повод ќе се одржат низа активности, а ќе се изврши и символично закројување на виновата лоза. Во Кавадарци централниот настан за одбележување на празникот ќе се одржи во Винскиот музеј. Се очекуваат бројни гости, дипломати и министри. Државата започна со исплата на субвенциите за лозарите во пресред на големиот празник Свети Трифун, заштитникот на лозарите. Реализирана исплата во вкупен износ од 481.127.667 денари кон 12.458 земјоделци. Средствата се однесуваат на мерката 1.8 директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади, со што се обезбедува поддршка за тековното производство и стабилноста на лозарскиот сектор. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство истакнуваат дека исплатата пред празникот Свети Трифун е символична, но и суштинска поддршка за лозарите. Остануваме посветени на развојот на лозарството како една од најзначајните земјоделски гранки во државата. Со навремената исплата на субвенциите даваме јасен сигнал дека институциите стојат зад земјоделците и нивниот труд. Лозарството е дел од нашиот идентитет и економија и ќе продолжиме со мерки кои ќе обезбедат сигурност и одржлив развој, велат од Министерството за земјоделство. Владата на Мицковски им ги скрати субвенциите на земјоделците за огромни 40 милиони евра, обвинија денеска од опозиционата СДСМ. Владата на Мицковски им ги скрати субвенциите на земјоделците за 40 милиони евра. Од времето на СДСМ, кога субвенциите беа 140 милиони евра, Мицковски ги намали на 100 милиони евра. Ова е огромен удар врз земјоделците, врз нивниот труд, нивните семејства и екзистенцијата. Пред избори ВМРО, организирана криминална група, на земјоделците им ветуваше 180 милиони евра субвенција. Наместо да ги зголемат субвенциите, ги излажаа земјоделците. Сега им ги намалија за 80 милиони евра, помалку од тие што им ветуваа. Дополнително им ги усложнија условите. 80 милиони евра директно одземени од маката, трудот и екзистенцијата на земјоделците. Од луѓе кои произведуваат храна. Мицковски ги понижи и ги измами земјоделците. Кратење има на сите страни и усложнување на условите, со зголемување на прагот за добивање на субвенции. Кај земјоделските култури, кај пченицата, кај лозарството и овоштарството. Намалени субвенции за тутун, за кокошки. Ги укинаа сите добри мерки што ги воведе владата на СДСМ. Ја укинаа авансната исплата за субвенции, земјоделецот остана без сигурност, без поддршка, без чувство дека нивниот труд се вреднува. Оваа влада крати од се, само за да има за сопствениот луксус и само да има за криминални тендери. Нема пари за минимална плата од 600 евра, нема пари за повисоки субвенции за земјоделците, ама власта има пари за криминални тендери, нов авион, за луксузирање на Мицковски и неговите министри. СДСМ бара итна ревизија на програмата, враќање на средствата и вистинска поддршка за малите и средни земјоделци. Земјоделството не смее да биде жртва на криминалните политики на ВМРО, организирана криминална. За радикално кратење на земјоделските субвенции, десничарската ДПМН покажува дека не и требаат земјоделци, обвинија и од опозиционата левица во денешното соопштение. Со усвојувањето на новата програма за унапредување и поддршка на македонскиот аграр од страна на владата, сведоци сме дека оваа така наречена програма не нуди ни унапредување ни поддршка, а ни развој на домашното земјоделско производство на храна. Ова е уште една капка која веќе ја
прелива чашата на неиздржливост, која радикално десничарската реакционерна партија ДПМНЕ им ја сервисираше на македонските земјоделци во овие неполни 2 години власт. Стои во соопштението од Левица. Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци го одбележа патрониот празник. Училиштето со полагање на цвеќе и пригодна програма се потсети на денот кога пред 106 години е роден нивниот патрон. Тодор Хаџитефов. Роден е на 14 февруари 1920 година во Кавадарци. Своето основно образование го завршува во родниот град, а подоцна продолжува и завршува гимназија и учителска школа во Србија, Горни Милановац, каде одреден период работи како учител, а потоа во село Горни Дъбник, Бугарија, заедно со неговиот колега и соборец Димката Ангелов Габерот. Во почетокот на месец август 1943 година се враќа во Кавадарци за извршување на партизанска должност, како борец во првиот партизански одред во Тиквешијата, Добри Даскалов. За жал, одомашен предавник, приврзаник на окупаторот, згаснува неговата надеж за борбеност и копнеж за слобода на 13 август 1943 година во местноста Калница. Слава му! Чест ми е и големо задоволство да ве поздравам на денешниот свечен ден, патрониот празник на нашето училиште Тоде Хаџитефов. Денес не го славиме само името на нашиот патрон, револуционерот и борецот, чие име со гордост го носиме, туку го славиме и успехот, знаењето и заедништвото што го градиме во овие училници секојдневно. Името кое го носи нашето училиште не е само назив, туку обврска. Тоде Хаџитефов е символ на знаење, истрајност и љубов кон татковината и образованието. Неговото дело не подсетува дека преку учењето и воспитувањето се гради иднината на секое општество. Нашето училиште со години представува место каде што учениците не само што се стекнуваат со знаење, туку се развиваат како личности, со своји ставови, со одговорност, почит и желба за напредок. Тоа е резултат на заедничката посветеност на наставниците, стручните соработници и сите вработени, кои секојдневно вложуваат труд, љубов и професионализам. Нашето училиште е повеќе од сама зграда и институција. Тоа е место каде што се обликуваат идните генерации на кавадарци. Следејќи го патот на Тоде Хаџитефов, ние ги учиме децата на храброст, честност и одговорност. Сакаме секој ученик кој ќе излезе од ова училиште да биде добро образована и квалитетна личност со изградени морални вредности. Драги ученици, вие сте нашата најголема гордост и причината поради која сме овде. Никогаш не престанувајте да бидете љубопитни. Вашето знаење е моќ која никој не може да ви ја одземе. Вашите успеси, вашата љубопитност и креативност, многобројните награди што ги освојувате на надпревари, вашите учества во разни проекти и во наставни активности се доказ дека вложениот труд има смисла. Посебно чест и задоволство ми е секоја година нормално да бидам дел од вашата церемонија за достојно прославување на патрониот празник на Тоде Хаџитефов, традиција која мора да ја негуваме затоа што нација која не си го негува минатото и која достојно хероите не ги одликува онака како што одликува, не ни заслужува да биде нација, така да со стотикно почитување и се од тоа што имат направено некои за нас денеска да имаме ова нашата Македонија слободна, ние мора да ја чуваме нивните дела, да го шириме нивната мисла и се надевам дека во тој правец ќе градиме здрави генерации кои утре ќе ја продолжат траекторија на наше успешно Кавадарци и наша успешна Македонија. Општина Кавадарци активно е вклучена во образовниот процес и подпомагање на образованието на нашите ученици. Во тој правец веќе градоначалникот трет мандат, јас втор мандат претседател на Советот, продолжуваме заедно и морам да ви признавам дека единствена точка каде што комплетно цел Совет од 19 советници немаме проблем во однос на функционирање, тоа се две точки на нашето општествено живење, тоа е образованието и здравството. Затоа што кога се тие две точки на дневен ред, сите советници без разлика на нивна политичка ориентација и без разлика дали се независни или доаѓаат од одредена политичка опција, сметам дека образованието ни е заедничка цел и имаме заедничка мисла, а тоа е ние како општина да доловиме
што е можно подобар образовен систем за нашите ученици, подобри услови за работа на нашите професори и нашите менаџери, и се надевам дека во тој правец тоа заедништво во однос на функционирање на Советот на тема образование ќе го продолжиме и во наредните 3 години од нашиот мандат. Тоа што можам да изјаснам е дека пред 2 години се вложивме во нашите првенци на генерацијата кои освојуваат одредени награди на меѓународни и државни нива заедно со нивните ментори да бидат наградени. Во тој правец ќе продолжиме и во наредната година со тоа што со градоначалникот си зедовме за збор дека до година таа сума од 6000 денари и од 3000 денари да ја зголемиме во наредниот буџет за 27 година, затоа што сметам дека таа пракса и како мотивирачки делуваше и на менторите во однос на образовниот циклус на нивните ученици, а воедно представува една мала коцка во нивниот мозаик за одредени достигнувања и лично задоволство и на самиот ученик и на нивните ментори. Воедно сумата од 2000 денари за прва част за 2027 година исто така планирано е да се зголеми, со тоа што во овие две ставки од буџетот на општина Кавадари се издвојуваат за правачињето околу 900 милиони денари, околу 1 милион и 200 милиона денари за нашите превенции за нивните ментори. Тие ставки во буџетот во 2027 година, здраве Боже, се планира да одат нагоре. Тоа што сме посебно горди е тоа што на сите основни општински училишта градивме фотопанели за да во време на енергетска криза ја намалиме побарувањата и тоа што школите го прават кон електродистрибуцијата. Во наредниот период имаме договор со UNDP заедно со општината за тоа да го продолжиме и на трите средни насочени основни училишта на територијата на општина Кавадарци. Заедно со градоначалникот во однос на општественото делување овозможивме голем дел од нашите ученици по нашите основни и средни училишта во текот на зимскиот сега период да го посетат нашиот нов бисер. Тоа е ски центарот Михајлово, каде што сметам дека скијањето како вештини и како ќе му ја доближиме на сите ученици на територијата на општина Кавадарци. Се надевам дека во блиски иднина отворениот и затворениот базен ќе станат наша реалност, каде што и пливањето ќе го доближиме заедно до сите ученици. Општина Кавадарци е активно вклучена и има силно подадена рака кон сите ментори, кон сите менаџери на основните и средните училишта и сметам дека во тој правец ќе продолжиме да градиме здраво општество кое што образованието ќе ни биде водилка за здрава нација. Една моја лична порака до самите ученици е дека инвестицијата во образованието е најисплатлива инвестиција на 21 век. Впрочем, инвестицијата во образованието е главна водилка која ќе те одвои од останатите во заедницата, водилка врз која ќе станеш препознатлив во заедницата и водилка во која ќе имаш лична самопромоција во иднината. Токму во тој правец би ги повикал заедно со нивните ментори и учениците несебично да се вложуваат во нивните знаења, затоа што во 21 век на ова општествено пореметени морални вредности нешто по што се раздвојуваме, тоа е само образованието, иако морам да признаам дека има силни атаци за разнебитување на тоа поле, меѓутоа во силна верба со силна наука општина Кавадарци стана расадник на голем број на таленти како на територијата на Република Македонија, така и надвор од неа, така да имаме силни амбасадори кои достојно не представуваат надвор од територијата на Република Македонија, а голем дел од нашите првенци на генерацијата, голем дел од нашите лица кои несебично се вложија во образованието, денеска се достојни наши градители, како на кавадаречкото општество, така и на нашата Република Македонија. Јас не би додал многу, освен на првенците на генерацијата и на пофалените ученици, да му посакам многу здравје на нив, на нивните родители, секогаш да бидат активно вклучени во процесот и во образовниот систем и во општествениот систем на нашето Кавадарци. Се надевам дека тие еден ден ќе бидат наши амбасадори, нашите звезди водилки кои ќе не представуваат достојно и нормално, тие еден ден ќе преземат и функционирањето на нашата општина, а се надевам дека нивно доприносите како ќе биде важен во патот на нашата држава кон нејзиното функционирање и кон нејзиното воведување на нашите нормални и поголеми морални вредности, кон нашиот европски пат, кон пат кон кој си да се стремиме за во идно време. Јас како претседател на Советот на општина Кавадарци 5 година поред дел од мојот паушал го одвојувам токму за нив, така продолжувам и во овој втор мандат, така да на нашите првенци на генерацијата, значи би им посакал многу здравје, да ја го сакаат нивното Кавадарци, да си ги почитуваат нивните ментори, да имаат силно подадена рака кон нивните ученици и заедно сите тие, заедно со општина Кавадарци, да градат достојно и да бидат достојни градители во нашето идно Кавадарци.
Љубов и вино по 5-ти пат во библиотека Феткин. Овој проект со заеднички сили го организираат библиотеките од збратимените општини Кавадарци и Болјевац. Кој секогаш поезијата, боемите, виното секогаш биле на едно место. Најдобро се пишува поезија со вино. Боемите рецитирале песни после виното на своите љубени, така да овој празник за виното и за лозарите го празнуваме токму на овој начин со поезија и со вино. Ова е наше 5-то издание на манифестацијата Поезија и вино, а веќе 4-ти пат го организираме заедно со нашата сестринска библиотека од Болјевац, Република Србија, така да тие ни се веќе традиционално гости на оваа манифестација. Тоа е целта на оваа соработка, да се слушне и српската поезија, но и нашата поезија. И оваа година промоција на уште една семејна винарија, оваа година Зоков винарија од Ресавското виногорје. Ќе пиеме убави вина, ќе слушаме убава поезија, ќе имаме убава вечер. Исто као и ви, од вас смо научиле како се тоа ради. Исто како и вие, од вас научивме како тоа се работи. Поезијата и виното најдобро одат заедно и не е добро да се разделуваат. Секогаш ми е задоволство да дојдам во Кавадарци, тука сум меѓу пријатели, помеѓу браќа и сестри. Повеќе пати имам доагано и ви носам поздрави од Болјевац, од сите кои еве веќе со децени ја негуваат таа братска и сестринска љубов помеѓу два братски града. Овој заеднички проект Љубов и вино, кој веќе неколку години го реализираме, не само што е главно обележје на нашето пријателство и соработката што ја имаме и во текот на годината, туку и наша желба како библиотекари да ставиме акцент на нашите национални јазици, литературната традиција, да го тргнеме од заборав она што модерното време не ни дозволува да го запомниме, да новите генерации всушност се заинтересираат и да се позанимаваат со таа своја традиција и едноставно да пратиме порака за едно заедништво кое трае еве веќе долго во партнерството помеѓу Болјевац и Кавадарци, но и помеѓу два народи, односно помеѓу сите народи кои живеат на Балканот. За крај, едно лично прашање, што преферирате повеќе, бело или црвено вино? Ја од црвено. Црвено, ама го сакам и белото. Се зависи од тоа како јадење има на масата. Презентација на производи изработени од ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Посетителите имаа можност да видат и пробаат вино, маст од кантарион и производи од алоe вера. На градскиот плоштад во Кавадарци денеска се одржа успешна презентација на постоечките насоки во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци. Учениците кои се дел од практичната настава ги представија своите вештини и знаења преку изработка и изложување на вино, маст од кантарион и производи од алоe вера. Посетителите имаа можност одблиску да се запознаат со квалитетот, креативноста и посветеноста на нашите ученици, кои преку практичната работа стануваат, истекнуваат реални знаења и искуства. Стационарот Шепа работи со полна пареја. Згрижените миленици добиваат со одветна нега, внимание и топол привремен дом. Регионалниот стационар Шепа од Кавадарци функционира одлично, исполнет со грижа, љубов и посветеност кон секое животинче. Имаме згрижени миленици кои добиваат соодветна нега, внимание и топол привремен дом, додека ја чекаат својата засекогаш фамилија. Во стационарот секојдневно се грижат за нивната благосостојба и среќа. Стационар Шепа Кавадарци секојдневно им дава нова шанса на оние што немаат глас, но имаат огромно срце. Хуманоста живее таму каде што има топла рака, полна чинија и многу љубов. За поуредена, поубава и модерна општина Росоман, за таа цел се реконструира плочникот пред општинската зграда и се брендираат автобуските постојки.
Општина Росоман започна со реконструкција на плочникот пред зградата на општината на локација каде што во минатото често се случуваше паркирање и движење на возила. Во рамки на активностите ќе се заменат оштетените плочки и ќе се постават нови, со што просторот ќе добие уреден и безбеден изглед. Со цел да се спречи движење на возила, ќе бидат поставени жардинјери со раззеленување на просторот, како и соодветна забрана за движење на возилата, со што ќе се овозможи функционален и пријатен простор за пешаците. Ова е уште еден доказ дека општината предводена од градоначалникот Крстевски продолжува со уредување на јавните површини и создавање поубава и поуредена општина Росоман. Паралелно со оваа активност се започне и со брендирање на автобуските постојки во општина Росоман. Со оваа активност се обезбедува подобрен визуелен изглед, поголема препознатливост и уреденост, како и појасна одбележаност за самите корисници. Ова се мали, но значајни чекори кои придонесуваат за поуредена и модерна општина Росоман. Трошоците за живот во јануари во однос на ланскиот јануари се зголемиле за 3,2%, објави Државниот завод за статистика, но во однос на декември е забележано намалување на трошоците за 0,7%. Податоците покажуваат и дека трошокот за храна и за пијалаци ни се зголемил за 5,2% на годишно ниво, додека ако се спореди декември со јануари, тие останале непроменети. Вие сте со Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Филипче ја составил техничката спецификација и немал елаборат за електрична енергија за модуларната болница во Тетово през конференција на ВМРО ДПМН. Почитувани, откако минатата година низ серија пресконференции насловени како афера провизии кои чинат животи, ја истакнавме инволвираноста на Филипче како тогашен министер за здравство во трагедијата во која живи и изгореа 14 наши сограѓани, за која Коцевски цврсто ги чуваше кривичните пријави и докази за Филипче во некоја од неговите фиоки, деновиве поранешната обвинителка Лейла Кадриу исто така потврдува дека работата е забошотена. Имено, Кадриу вечерта на кобната трагедија била повикана како јавен обвинител да помогне во истрагата, а по неа дошол и тогашниот државен јавен обвинител Јовевски, кој со своји двајца обвинители се приклучил во истрагата, за кои според обвинителката Кадриу имале обврска да ја држат работата под контрола. Имено, Светската банка тогаш одобрила средства за изградба на модуларни болници на територијата на цела Република Македонија и, како што вели Кадриу, околу 30 милиони евра биле обезбедени за изградба на истите овие објекти. Филипче, кој некој е познат по својот сенс за криминал и корупција, ја искористил шансата, веројатно, да направи модуларни болници, за кои тој лично ја скорил техничката спецификација. Во истрагата обвинителката Кадриу вели дека во своји разговори со останати лица, градбата на модуларната болница била направена од панели рециклирани со пурпена, кои тогаш не чинеле повеќе од 5 до 6 евра. Додека пак оние подобрите и поквалитетните, како например панели со камена волна кои не горат и до 40 минути, чинеле околу 17 евра. Во превод, според Кадриу, овие модуларни болници кои Филипче ги изгради, чинеле околу 300.000 евра сите заедно, а биле обезбедени за оваа намена 30 милиони евра. Каде заминале овие пари и во чиј джеб завршиле, никој нема одговор. Може би Филипче го има и се наоѓа во некоја акција во индиска авиокомпанија, стан во Дубај или пак некоја фирма во Бугарија. За жал, трагедијата во Тетово, во која загинаа 14 наши сограѓани, можела да биде испречена доколку Филипче потпишал минимум технички спецификации, иако направил елаборат за електрична енергија со кој не би дошло до спој во електричната енергија и доколку панелите биле малку поскапи и подобри. Може би и ке се избегнал пожарот. Но Филипче се изгледа алчен за парите, искористил минимум од обезбедените средства.
Згора на се, ова може би било спречено и доколку Филипче ја прифатил понудата на тогашниот медицински директор во Тетовската болница, кој понудил сместување на ковид пациенти на двата спрата кои биле слободни во истоимената болница, каде тие биле оставени така празни. Филипче ова го одбил поради тоа што овие модуларни болници морале да бидат изградени. Почитувани граѓани, сведоштвото на обвинителката Лейла Кадриу вели дека вистинските виновници не се зад решетки. Оние кои велеле дека не треба да има модуларна болница и нуделе други решенија, сега се осудени за жал само по 3 години. А вистинскиот виновник денес води политичка партија во опозиција. Утре продолжуваме со нови информации и за тоа зошто обвинителката Кадриу била суспендирана баш поради овој случај. Историски успех за македонската влада и дипломатија, заедничка изјава и рамка за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија со Соединетите Американски држави, рече на денешната пресконференција пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Почитувани, трудот, напорната работа и честниот пристап вродуваат со плод. Македонија на чекор до потпишување историски трговски договор со стратешкиот партнер и најмоќната економија во светот, Соединетите Американски држави. По затварањето на постмониторинг диалогот со Советот на Европа по цели 26 години, доцна синоќа Белата куќа објави заедничка изјава помеѓу САД и Македонија за реципрочна трговија. Оваа изјава представува јасен сигнал за продолбочување на стратешкото партнерство и потврда за силната поддршка што Македонија ја ужива од САД и со ова се прави значаен ичекор во економската соработка, но и го трасира патот за сеопфатен договор за тарифи не повисоки од 15%, а за одредени производи и 0%. Суштината на овој дипломатски успех на македонската влада е што ќе се идентификуваат производи кои што ќе добијат до 0% реципрочна тарифа, што значи за дел од клучните индустрии и производи, царинските тарифи ќе се намалат до 0. Оваа заедничка изјава на македонските компании им обезбедува конкурентска предност, јасна регулаторна рамка, поголема предвидливост и посилна позиција на еден од најголемите пазари на светот. Втората клучна придобивка е што со овој поволен економски договор во овие непредвидливи глобални времења се сачувани илјадници работни места, а истовремено се праќа регионален и меѓународен сигнал за политичката и економската стабилност на нашите односи со официјален Вашингтон. Договорот ќе ги зајакне нашите трговски односи, ќе ги поддржи заедничките стратешки интереси, ќе го промовира економскиот раст и ќе го продолбочи нашето трансатлантско партнерство. Ваквата билатерална соработка со најсилната светска економија е многу вредна препорака за привлекување на нови инвестиции во Македонија. Со овој документ, неоснованите тези и критики на СДС дека македонската влада е изолирана, дека нема никаков план, проценка, насока, паѓаат во вода. Целта на владата е јасна. Повеќе извоз, повеќе инвестиции и повеќе добро платени работни места дома. Во дневникот информации од спортот, во сабота од 13 часот ГФК Тиквеш ја пречекува силната Шкендија. Кавадарчани заедно со своите верни лозари ќе се обидат да го прослават Свети Трифун со добра партија против квалитетниот противник. Буквално вчера завршија средбите од првото пролетно коло или 17-то за оваа сезона во првата македонска фудбалска лига. А веќе утре борбата за бодови кај прволигашите продолжува со средбите од 18-тото коло. Комплетните резултати од 17-тото коло изгледаат вака. Во дербито на колото Шкендија со 2-0 ја совлада Струга. Шкупи во Кавадарци како домакин доживеа дебакл од условно речениот гостин градскиот фудбалски клуб Тиквеш и загуби со 0-6. Вардар полесно од очекувањата го добија Арсими со 5-1, а Силекс во Кратово одигра само 0-0 со Башкими. Брера во Струмица ремизираше со Македонија Ѓорче Петров играјќи 1-1, а во дербито на дното во Битола Пелистер со 4-1 го совлада Работнички. 18-тото коло стартува утре, сабота, 14 февруари, ќе се одигра само еден надпревар. Во Кавадарци,
Тиквеш заедно со своите лозари ќе се обиде да го прослави празникот Свети Трифун со добра партија против силната Шкендија. Средбата почнува во 13 часот. Во недела во Скопското дерби работнички го пречекува Вардар, а во дербито на ова коло Струга ќе му биде домаќин на Силекс. Во понеделник Арсимија дочекува Струмичка Брера, а Македонија Ѓорче Петров ќе игра со Шкупи. Колото завршува во вторник, кога ќе се сретнат Башкими и Пелистер. Кошаркарките на Пробаскет во недела ќе го нагостат Скопски Вардар. Кавадарчанки досега покажаа дека имаат респектибилен состав кој може да се носи со секој еден противник. Првенствени надпревари во македонската машка кошарка овој викенд нема да има, бидејќи се играат средбите од купот Благоја Георгиевски Буштур. Меѓутоа, тоа не е причина девојките да не ги одиграат средбите од редовното 13-то коло. Утре се игра дербито на колото во кое заселениот Бадел ќе го пречека лидерот на табелата екипата на Крива Паланка. Останатите средби на програмата се во недела 15 февруари. Спорт тим во Неготино ќе го нагости тимот на МЗ-та и ќе се обиде да се рехабилитира за поразот во минатото коло од Патриот. Актуелниот шампион екипата на Баскет Кам во пресметката на Истокот не би требало да има никакви проблеми на гостувањето кај Патриот во Делчево. Сепак, најинтересно се очекува да биде во Кавадарци, каде во недела од 15 часот и 30 минути екипата на Пробаскет ќе го нагости амбициозниот Вардар. Кавадарчанки досега покажаа дека имаат респектабилен тим кој може да се носи со сите противници, а Вардарки во минатото коло го совладаа шампионот Баскет Кам и посакуваат со победа да ја продолжат борбата за самиот врв. Утре не очекува променливо облачно време, попладне и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни над 20 литри на метар квадратен. Ќе дува засилен повремено силен ветер од југоисточен правец, поизразен долж по Вардарието. Температурата во интервалот од 10 до 15 степени. Во понеделник и во текот на ноќта и вторник ќе има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините ќе бидат од снег, а на повисоките места од дожд и снег. Стабилизирање на времето се очекува од средината на следната седмица. Тоа беа содржините во дневникот на КТВ, почитувани. Имајте пријатни мигови со нашата програма.